Утро со почеток во 13 часот во Центарот за култура Бели Мугри фоје 2 официјално ќе биде отворена изложбата на проектот Земјоделските остатоци како текстилна и дизајн суровина во општина Кочани. Сдруженијето на граѓани за културно-уметнички дејности ОДОНАТА од Кочани и Македонското модно здружение од Скопје заедно со повеќе од 20 на млади учесници, ментори, дизајнери и останати индивидуалци и креативци помогна во реализација на овој одличен проект, ќе го прикажат продуктот на трудот од изминатите неколку месеци, подразбирајќи продукти и прототип дизајни изработени од оризови остатоци, од оризова арпа, оризова слама, оризова брашно, екоколоринг од оризови остатоци. Преку разни практични работилници, теоретски настави и креации на учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов и Основното училиште Марина Попиванова покажаа како може да се развијат нови дизајни на производи од оризовиот отпад како главен предмет на истражување. Сумешноста и иновацијата покажаа на каков начин може да се користи потенцијалот на македонскиот отпад како алтернативна суровина во производството и дизајнот. Преку проектот не само што се подига свеста за важноста на заштита на животната средина, циркуларната економија, креативната индустрија и агрикултурниот сектор, туку се влева подршка на малцински групи, меѓусекторска соработка и промовирање домашни проекти кои предонесуваат кон европските вредности и перспективи. Проектот Земјоделски остатоци како текстилна и дизајн суровина во општина Кочани на Сдруженијето на граѓани за културно-уметнички дејности ОДОНАТА од Кочани и Македонското модно здружение од Скопје се спроведува во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 Reload 2, кој е финансиран од Европската унија, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP и општина Кочани. Едукативните активности се поддржани од образованието за вработување во Северна Македонија. E4 е проект поддржан од владата на Швајцарија и имплементиран од Хелветас.